Првиот скопски извиднички одред ги смета за извадени од контекст сведоштвата на родители за секс игрите на кампот организиран минатиот викенд. Во своето соопштение, извидничкиот одред наведува дека жали за ситуацијата. Велат настанот бил традиционален и никој претходно немал поплаки за кампот, чија цел била спојување на рок музиката, извидничките вештини и сексуалното образование. Нашиот настан не представува никаква манифестација на неморал, блуд или сексуално вознемирување. Сметаме дека многу делови од игрите се погрешно протолкувани, се вели во соопштението на првиот скопски извиднички одред. Од медјаши ги повикуваат институциите да го истражат случајот, но и апелираат до родителите за внимателност. Во тема на денот, Змијанац вели мора родителите да знаат какви активности ќе имаат нивните деца кои посетувале такви настани. Нема амнестирање од одговорност ако ова што се случило било навистина и одговарало на организаторот и дојавувачите ги охрабрувам да ги има по поголем број за да истрагата биде навистина веродостојна. За конкретните активности, ако на децата им било посочено на лице место без притоа родителите да не знаеле што се случува, тоа е злоупотреба и манипулација, за тоа треба да се одговара. Што се случувало во извидничкиот дом во Градовци истражува обвинителството. Побарало од полицијата да ги повика на разговор организаторите на настанот, но како што велат, законот не дозволувал да се споделат детали бидејќи било предистражна постапка. Во меѓувреме градот Скопје се огради од активностите на извидничкиот одред и го прекина договорот бидејќи претходно финансирал нивни проекти. За настанот и шокантните сексуални активности, за слободен печат проговори родител на едно од децата кои учествувале во кампот во кој имало 32 средношколци од Скопје. Според тврдењето, малолетниците соблекувале делови од облеката и симулирале секс пози. Зоран Јаневски, Сител телевизија.